Добар ден, почитувани, вие следите уште една нова Телма амбуланта. Како да се преболи смртта на блиска личност и да се продолжи понатаму со животот? Што се може да чувствуваме кога ќе се соочиме со загубата на блискиот и како изгледа тагувањето? Има ли разумно, нормално време за тагување и можеме ли да заглавиме во него? Кога е потребна стручна помош, ќе запрашаме Мирјана Јовановска-Стојановска, психолог и психотерапевт. А Петар Младеновски, познат како Пеце од Супер Хикс, вели дека музиката го излекувала по смртта на брат му. Како тој се соочил со големата загуба, ќе проговори во денешната Телма амбуланта. Разговорот следува веднаш по рекламите. Во денешната Телма амбуланта зборуваме за загубата на блиска личност. Како да се соочиме со неа, ќе запрашаме професор Мирјана Јовановска-Стојановска, психолог и психотерапевт. Мирјана, добар ден и добре ни дојдовте во денешната Телма амбуланта. Добар ден, добро ве најдов. А за болните мигови на загубата и начините на соочувањето со смртта на својот брат, денеска ќе зборува Пеце од Супер Хикс, Петар Младеновски. Да, прв пат вака посебно и специјално на оваа тема, бидејќи е нешто што сум го ајде да речем игнорирал низ годините, може би сум го избегнал да зборам јавно, ама тука сме. Ти благодарам што прифати да учествуваш во денешната Телма амбуланта. Ќе започнам со тебе. Значи, ти и твоите родители се соочивте со огромна загуба, смртта на твојот брат, ликовниот уметник Димитар. Така е, Димитар Младеновски, на 30... дипломиран академски сликар. И колку години? 6? Па 36, неполни 37. Тоа се случи, ете, и тоа е некој куриозитет, ајде да речем, ден пред починувањето на Тоше Проевски се случи. Тој немал настан и еве веќе 17-та година како сме без него. Животот продолжува. Спомените остануваат. Јас би сакал на самиот почеток, ако ми дозволите, и за тебе и за докторката и професорката да подарам по еден. Мислам дека ова е за професорката, бидејќи таа ќе најде сигурно некој момент од психолошки аспект, да речеме. Ова е некој, па можем да кажем, некој профил брат ми кој што го има нацртано. Ова не е врамено, ќе си го врамите дома, ќе се најде место во вашиот дом. Немам обичај да делам многу негови дела, меѓутоа знам дека тој сакаше неговите дела и сите оние стотици, илјадници дела кои што ги наслика им цртежи, да се најдат во нечив дом и да ги видат што повеќе луѓе, така што докторка, ова е за вас. Не бев спремна ова е, Марија, за тебе еден цртеж, мислам дека повеќе на тебе ми личи, ќе си ги врамите. И да, ова е привилегија да се има. И ова е нашиот последен албум, Сила и нервоза, исто и тука има психолошки аспекти доста на Супер Хикс. Тоа е нешто друго, меѓутоа ми би сакала драго да ги имате овие. Навистина. Брат ми да си не стигнав да ги врамам, извинете, меѓутоа ќе си најдете место во вашиот дом за тоа. Ти благодарам. Што? Тоа е 2003-та или 2013-та, ова не можам да видам, нема подпис, меѓутоа ми се виде доста интересно. Тука е некој момент, не знам сега професорки, вие ќе кажете, меѓутоа мислам дека е некаква агонија, некаква болка на оваа. Да, ние имаме техники во психологијата, свика Маховерка, што ги анализираме цртежите. Само ни фали тој што го нацртало да ни раскаже. Некогаш уметниците не сакаат да раскажуваат за своите дела и така и во музиката. Правите нешто, меѓутоа ставате публиката да толкува и да процени, да разбере. Да, и делата всушност ќе раскажат многу работи. И делата ќе раскажат или сам нека си ги толкува, некогаш и сам си наоѓа човекот момент во ваквите ликовни уметнички дела. Пеце, ти низ годините направи неколку ретроспективни изложби. Да. Со фотографии. Ова е во 2019-та во галеријата на Средното училиште Лазар Личеновски, Средното уметничко. Се трудам искрено да оставам нешто, ова исто дело во чест на Пикасо на брат ми, да оставам нешто, да ги презентираме работите кои што тој не стигна да ги презентира и да ги изложи додека беше жив, а остави за себе многу. Брат ми беше човек и уметник кој што сликаше како мене ноќна птица, сликаше по цели ноќи до рано наутро. И за себе остави навистина и разни техники, улје на платно, масло, цртежи, рачно. Тој дипломираше на смерот сликарство со рачна изработка на хартија, кај професорите Бориш Шемов или Симон Шемов, како беше сега, да не ги мешам со син му, Родолјуп Анастасов и така натаму, и остави за себе многу папки, многу дела кои што ќе ми остави мене работа. Ќе треба да ги врамам, да ги средам и сакам да направам
уште еден тон изложби во негова чест, бидејќи веќе направивме неколку и во Кавадарци, и во Скопје, и во Кратово, но има уште што да се прави. Се уште стои неговото ателје? Неговото ателје, за жал, можам да кажам дека еден вид на ателје горе, бидејќи мојот стан е така поделен на два дела, моите родители се живи здрави да чукнам и се уште се горе над нас. Неговите слики стојат таму и затоа и во таа песна стои таму, се уште стојат твоите слики на поткрови. Меѓутоа во нашата викендица на Побожа каде што имаме, еден цел дел е практично еден дел за меморабилија во чест на брат ми, да речеме, каде што се наоѓа неговото ателје, неговите штафелаи, неговите еден куп харти, огромни оние хамери на кои што црташе и акти и слично. И сето тоа е таму убаво спакувано и чека еден ден, нели, да се среди, да се презентира и на широката јавност. Пеца вела дека смртта на родителите е огромна тешка загуба, но смртта на брат или пак дете е нешто што е најстрашно што може да се доживее во животот. Како изгледаше вашиот живот првите години по смрт? Имавте сила да зборувате за сето тоа што се случи? Значи, тоа со смртта на детето веројатно не би требало никој да го искуси. Не можам ни да замислам која е таа болка, меѓутоа ние исто така брат ми го загубивме многу млад. И многу, хајде не можам да кажам неочекувано, бидејќи 2,5 години рече се бореше со оваа погана болест, тоа е тумор на мозокот, и ако морам да го споменам, и тоа јавно сум го кажувал, дека се работи за, по мене лично, нека не е така, не знам, нека ме укоруваат, меѓутоа се работеше за лекарска грешка. Брат ми беше лекуван од разни, како се нарекува тоа, психолошки или психички расстройства, меѓутоа на крајот се покаже дека тоа не е така, бидејќи во 5 за 12 на клиниката за неврологија во Скопската државна клиника го однесовме и му открија тумор со големина на тупаница, кога веќе беше речиси во коматозна состојба, и по операцијата јас за жал прв ги дознав овие вести, прв го видов компјутерот и магнетната резонанца паралелно направени и дознавме дека се работи за тумор, ги чекаме резултатите дали се работи за бениген или за малигна варијанта на истиот. За жал се покажа дека тоа е ситноклеточен малигнен тумор и дека шансите да преживее долго се мали или речиси никакви, и покрај сите операции се, мислам и покрај лошите прогнози кои што ги имавме, сепак брат ми издржа 2,5 години со 3 оперативни зафати, мислам дека беа 3, и функционираше. Веднаш по првата реакција по вадењето на туморот, тој живна, беше активен. Брат ми многу сакаше да шета по локали, да разговара со луѓе, многу друштвен лик, многу правеше журки дома, ден денес неговите школски и средношколски пријатели ги паметат тие журови кај нас во Капиштици. Мене ми беше дозволено да присуствувам само така што ќе служам пијалоци на неговите пријатели, никако. Мал бев и тој често знаеше да подарува вака, ќе наслика нешто во моментот и ќе подари, и беше доста активен и витален, меѓутоа веќе по втората операција се почувствува исцрпено, почна да ја губи таа животна сила и волја, и за жал по третата операција брзо се расшири, метастазираше тој рак, и такви моменти на неедно семејство не му посакувам, таква агонија и таква болка како што тој преживеа. И доаѓате до ситуација во која што ова многумина не ме верува дека може човек да дојде до таква ситуација, буквално да помислиш дека може би полесно да замине, отколку да продолжи да се мачи на овој свет со такви болки и во таква состојба. Така што ние тоа го преживеавме доста мачно, доста травматично за моето семејство, посебно за моите родители кои што мислам дека беа во многу тешка ситуација во тие моменти, и морам да признам дека еден момент моето семејство го извади од оваа депресија, травма и слично. Тоа е раѓањето на мојот прв син Никола Младеновски, само година дена по смртта на мојот брат. Кој што во многу нешта личи на мојот брат. Левак е, левучар, црта, слика, средно уметничко е и така натаму. И внесе светлина всушност во мислам дека тоа е животите на целото семејство. Моето семејство. Даде еден импулс. Професорке, смртта на близок член на семејството е една од најстрашните работи што може да се случи во животот, една од најстресните, но различни луѓе на различен начин реагираат. Некои се цврсти, не покажуваат, други се сосема скршени. Од што зависи како некој ќе реагира на загубата? Дали од возраста на тој што ќе почине, од семејните односи, дали смртта е ненадејна или пак очекувана? Од што тоа зависи? Прво зависи од личноста. Значи, колку таа личност претходно била стабилна, како функционирала, потоа од тоа како гледа на смртта,
каков однос има личен кон тоа, потоа од силината на емоционалната врска со која што вие спомнавте некои врски кои многу се важни за нас, кои се најважни во животот. Врските со родителите, со нашите деца, со браките, сестрите, со луѓе што не мора да ни се роднини, а да бидеме многу емоционално поврзани, добри другари, брачниот партнер. Значи, тоа зависи од нас со кого, колку ние важност ќе му дадеме со таа емоционална врска во нашиот живот. А исто така зависи од тоа како, реков, ние гледаме на умирачката, затоа што има места во светов каде што кога ќе си отиде некој, они го слават тоа затоа што ќе се реинкарнира или ќе има можност одново да живее некаде. Но во нашата култура овдека е крај на нашето земно постоење, без разлика како понатака некој го разбира тоа. И е болно. Пице, како ти гледаш на смртта по загубата на твојот брат и на животот воопшто? Видете, мене тоа ми беше едно искуство во кое што јас за прв пат не можев да се соочам со реалноста. Не сакав да се соочам. Јас тогаш разговарав со мајка и мајка ми ми тврдеше дека ќе биде многу тешко да се извлече, не можев да верувам во тоа. Сепак мислев дека некако тоа ќе го победи, тој не знам ќе се случи некое чудо. Иако и докторите сите велеа нула се шансите за такво нешто. Џабе може да продадете и станови или автомобили слично, дека диагнозата таква и дека доцна се изреагира. Во случајот не можев да се соочам со тоа. И кога почина, веројатно тука многу голем столб видов во татко ми и во мајка ми, посебно во татко ми, кој што многу исто храбро тоа го преживеа. Родител е, тоа пак ќе кажам, не можам да си замислам како изгледа, иако ми е брат, а тие ми се родители. Меѓутоа, не можев долго време да се помирам со тоа. Знаете како се будите, се будам и одеднаш сваќам дека тој не е тука и не можам да се соочам со тоа. И долги години не разговара воопшто за тоа, не зборував јавно, ни тука во кругот на семејството, нели имате тие помени 40 дена, тука се воцираат спомени. Меѓутоа долги години не зборував за ова и едноставно нема човек што може цврсто тоа да не се лаже, да го издржи. Има посилни, нема да покажат можеби во јавност или пред другите, меѓутоа ја лично ќе си признам вака јавно дека се случуваше, ќе поминат година, 2-3 и одеднаш ќе се загледам во некоја слика негова или во брат ми пишуваше многу и поезија. Ќе прочитате негови дел и си липаш, си плачеш само, гледаш да не те видат децата или твоите и потоа продолжуваш. И мислам дека е погрешно тоа да се држи во себе. Знаете, мислам дека тоа народното исплаче се ќе ти помине. Има веројатно и професорката, тоа го знае добро, има нешто. А тоа што музиката многу ми помогна, тоа е факт, не само во оваа тешка животна ситуација, и состојба тука и во многу други. Музиката по мене е психотерапија. Многу ми помогнала. Јас имав настап само 2 дена по смртта на брат. Верували или не. И отпеав цел концерт. Публиката немаше представа што се случува, тоа не беше јавно никаде објавено. Беше се уште топ тема смртта на Тоше Проески, бидејќи загина само ден на самиот погреб практично на брат ми. И некако јавноста беше околу тоа фокусирана и навистина многу ми помогна музиката. Музиката ми е навистина мелем во многу тешки. Но во нашата средина има некои ставови за пожелно однесување на семејството, нели кога ќе почине некој близок, велат не се слуша музика, не се пушта телевизија. Нели вие потврдувате дека всушност музиката во вашиот случај ве излекувала. Така имате изјавено. Се трудиме да ги почитуваме таа православна традиција и обичај, меѓутоа на погребот на брат ми одеше цело време во позадина во капелата, каде што беше изложен музика од Simply Red, кој што беше еден од омилените. Брат ми многу сакаше музика, јас сум многу благодарен на целиот курс што ми го даде тој за музика, бидејќи растеше со Depeche Mode, со Simply Red, со Simple Minds, не знам, Duran и така натаму, со сите овие бендови од 80-тите. Едноставно одеше фонот на Simply Red во текот на погребот, кој што веројатно не е пракса од добар дел од случаите и така го испративме. Така што многу е важно и што би било, да речеме, желбата на самиот покојник, така? Брат ми беше уметник, неконвенционален живот живееше и треба да ги почитуваме тие нивни желби, знаеш. Апсолутно.
Професорке, како може да изгледа тагувањето? Тагувањето може да биде и заедно со музика. Има ли одредени фази низ кои што мора да помине процесот на тагувањето? Да, обично психологијата дава, нели, како фази низ кои поминува целото тагување, и тоа се најчесто најмногу приметените работи што се случуваат кај луѓето што тажат, ама дека така баш поминува во тие фази што се дадени. Тие фази се дадени како пример дека такво нешто може да се случи со луѓето што тагуваат. Ама по кој ред ќе одат, како тоа ќе изгледа и дали уште нешто ќе се појави, тоа е многу индивидуално. Значи, не секогаш почува со шок и со неверување. Може веднаш со соочување? Со шок почнува секогаш. И најверојатно со ова што вие го рековте, со неприфаќање. Значи, во првите моменти, нашето тело, нашиот мозок, не може да се соочи со губитокот, со веста дека некого сме го изгубили, и во најголем број на случаи прво е неприфаќање. Ти се чини дека ќе се разбудиш и дека тоа било сон, или дека сега ќе влезе, или дека е тука некаде, затоа што навиките на функционирање во живењето со одредените луѓе што се тука покрај нас се памтат со нашето тело, нашите мускули памти нашиот мозок, и ние не можеме тоа да го избришиме веднаш. Ако имаме навика, например, јас имав многу добра роднина, пријателка моја, и кога изгубив мојата кола, сама одеше на кафе. Значи, тоа е некоја... Ми требаше време за да сватам дека не треба да продолжам таму, него да си свртам десно за да се паркирам дома. Значи, или ако знаеме дека од Сабајле тој ќе влезе во собата и ќе пие кафе или ќе ни рече некои зборови, дури може и да ги чуеме зборовите. Значи, таму постојат линкови во нашиот мозок во кој податоците кои се складирани и нели ја вклучуваат личноста. И тоа не може да се избриши веднаш само што веста дека го нема повеќе. Тоа си функционира понатака. Нашето тело, звонењето на телефонот, звуци, некои заеднички работи што сме ги правиле. Значи секогаш, дури некогаш им се чини дека гласот го слушаат или дека виделе движење, или затоа што таму стојат записи внатре, кои ние, кога луѓето се тука, не ги приметуваме и ги доживуваме како некој нормално, нели? Некој ќе влезе, некој ќе седне, ќе си правиме муабет, ама кога ќе ја снема личноста, тоа одново се случува и луѓето доживуваат ете тоа, дека не може да ја прифатат во првите моменти вистината. Како тоа тие линкови, бидејќи ја нема веќе дразбата за да се одржуваат, почнуваат да слабеат информациите, почнува да станува промена во нас, нели, да почнеме полека да прифаќаме дека одредената личност ја нема. Сега, колку е тоа време, колку тоа ќе биде долго, колку ние, тоа зависи од секоја личност до секоја личност и не постојат правила. Значи не постојат граници за здраво тагување, да речеме 1 година по смртта, 2 години дека знаете треба како? да... Болката и тагата нема да исчезнат. Значи тоа нема да се намали, нас постојано ќе ни фали тој човек или таа жена. Постојано ќе ни недостасува, таму ќе остане нашата поврзаност, љубовта што сме имале, заедничките моменти. Ама ние потоа градиме уште живот, додаваме уште настани во животот, уште емоции, уште поврзувања. Еве, вие рековте за вашите деца, сигурно се случуваат многу убави. Така, па ќерка ќе се роди, па родендени, па со нив проблеми, можеби здравствени. И така, животот се гради околу таа болка и тага и станува се поголем, ама таја каква што си била си останува. Но велат, времето лечи се, времето лекува се. Заради овие додатоци што ги имаме, затоа што покрај тие линкови што останале врзани за таа особа, се создаваат уште многу други нови, каде што доста иста енергија наша се троши. Така да ова, кога еве ќе се сетиме на нешто што е болно, ние можеме во моментот пак да заплачиме, пак да си ја најдеме болката и тагата. Ама бидејќи изградивме многу други врски, многу други случки, многу други луѓе во нашиот живот, таа си стои некаде, си ја чуваме. А и не поминува. Нема да ни биде помалце тажно зашто сме го изгубиле
некого што сме го сакале после 20 години. Здраво да се исплачеме, секогаш кога го чувствуваме тоа? Па плачењето е само симптом на нешто што се случува во нас, од најповеќе на тагата. И вела дека е добро да се исплачеме, добро е да поминеме низ емоциите, да си ги испразнеме, да ги покажеме емоциите, да не ги стискаме, да не ги сокриваме, да не мора да бидеме храбри ако некого сме изгубиле, или ако мора еве пред нашите деца или пред некого да го сочуваме ако некој е хронично болен или било како, да не покажуваме премногу емоции, за да нив ги воведеме во тоа, тогаш треба да си најдеме место каде може да се отидеме и да се исплачиме. Нашата традиција е многу добра, например, тие 40 дена први дозволува секој ден да се оди на гробиште, дури се бара, нели така им е. Да се оди, да се зборува, доаѓаат луѓе, плачат сите заедно, зборуваат сите заедно. Првиот шок, првото доживување на губиток помине. Да се олесни. Нема да помине баш, затоа што и после пола година, и после една година кога се прави, и после 3 години кога се прават, останува истото. Ама дозволува да видиш дека е окей да си се исплачеш, окей да зборуваш, да тажиш, да раскажуваш и за својата болка, и за тоа што си го изгубил. А може ли да заглавиме во тагувањето? Има ли нешто што е претерано? Да, може, затоа што фазата на неприфаќање, дека некој си отишол, може да се врзиме со лутина. Си отиде и што ми направи, зашто дел од тагата и е да се појавува кај сите, зашто мораше сега, зашто воопшто го направи тоа. Се појавува една лутина, не знаеме на кого да му се лутиме, нели? Ако сме религиозни, не знам дали смееме да му се лутиме на тој што го земал. Или ако не сме религиозни, па на кого? На природата, на докториве, значи се појавува еден дел, па зашто ти си отиде и ме остави, и го остави се тоа, нели? Ама зависно, значи од процесот на личноста, некаде може да направи стак, може да се заглави во нешто. И не пушта, например. Има многу случаи каде што и после 5 години од како починал човекот, они се уште лути и се расправаат со него, не го пуштаат. И не го завршуваат тагувањето. Фактички, знаете како тоа е еден подсвесен начин како некого ќе го држиш тука. Ќе му се лутиш за нешто што поминало пред 5 или 10 години, или ќе се расправаш за нешто што одавна веќе го нема, ама тоа е начин како ние го држиме тука да биде со нас, да биде уште жив, да биде присутен, да биде одговорен за нешто, како да не можеме да се справиме внатре со себе си дека сме ја изгубиле таа личност. Професорке, нормално ли кога обсесивно постојано ги повторуваме околностите во кои што се случила смртта, кога настапила смртта, да речеме го гледаме болниот како се мачи во кревет, како се измачува, или ја замислуваме сообраќајната несреќа, кога го вртиме истиот филм? Па да, од почетокот, мислам дека со сите тоа се случува. Размислуваме за моментите, за тоа како се случи, зборуваме, затоа и тие денови на тажење се дозволени, нели, да се зборува постојано, па така ми рече, па така седна, јас отидов таму, ама да не отидев, може немаше да тогаш да се случи тоа. Да направев нешто друго, ќе го тогаш да му спречев, донесев инфузијата на време, може би немаше да почине сега, или тогаш да му речеа, или... Значи, тоа е многу, не е да кажам нормално, него е нешто се присутно кај сите да го вртат. Да, сега, ако тоа се случува после 3 години уште, тогаш велиме дека нешто, значи, не би требало да оди во тој правец. Затоа што ние сме биолошки суштества, што илјадници години човечка историја докажала дека сите ние го завршуваме своето биолошко постоење на земјава. Без разлика какво гледање имаме за нешто што е после тоа, или дали има или нема, или било како, значи нашето биолошко постоење се завршува тука. И се уште ние не го прифаќаме тоа, човечкиот род. И можеби тоа е човечки.
да не сакаме да прифатиме, не сакаме да го изгубиме тој што си отишол, ама останува оние што останале на земјата да го продолжат животот. Имаат право на тоа и имаат должност да го продолжат својот живот. Пице, Мене сега се надорзам, например, таа смртта на брат ми ја разбуди таа димензија и свест дека никој не е вечен. И многу дека размислував и на животот е и таа тема. смрт. Како? Животот е и смрт некој Животот е и смрт и дека не сме тука, знаеш, некако низ животот патуваме, работиме секој ден, чекава обврска него. Периодов и последните неколку години пријатели на моја возраст изгубив многу. И сваќаш дека, меѓутоа, првиот шок за мене беше и освестување дека нема да биме вечно тука, беше ова со брат ми. Иако претходно имав искуство со губење на Вујко, на мојата баба и така натаму, на драги луѓе околу мене, меѓутоа беше и едно освестување дека не е секој ден оди до проба, врати се, настапи, оди на турнеја, дека утре може да се случи, не знам, собраќаја на несреќа, сме имали такви ситуации по турнеја и дека ќе не, едноставно, дали ќе не нема или ќе нима во некој друг облик, не знам. Меѓутоа, веројатно никој не знае и од оние кои што сме живи, не може да потврди. Меѓутоа, станав свесен дека сите имаме рок на траење тука. И треба да живееш со тоа, да бидеш свесен дека еден ден ќе ти се случи и на тебе и на сите околу тебе ова што се случи сега. И од тоа бегање нема. Најлошо мислам по мене, барем лошо е тоа тој таков пристап дека сите ќе сме вечни. Има и такви луѓе, знаеш, не може да се соочи со тоа дека ние сме со рок на траење и дека ќе живеат вечно, не знам, живеат со некој таков дух и мисла. Тоа многу ме освести, многу размислував за смртта и се соочив со тоа. Дека на сите ќе не се случи тоа еден ден, порано или подоцна. Ти направи песна во чест на твојот брат, насловена е За сите кои ги нема. Во неја велиш, во сон ми доаѓаш. Да. Па јас само месец дена по заминувањето на брат ми го сонував како поминува во дневно и нешто е лут. И отидов веднаш на гробот, тоа ми беше некој знак дека за нешто е лут. Дека дали не го посетуваме доволно често и така натаму, иако гробот како гроб прашање е таму што посетуваме, меѓутоа евоцирани спомени. И да, го сонуваме често, или она како бела светлина помени, што рече и професорката, некаде ќе видиш некој зрак, како ветер топол по галиме, тоа се дел од стиховите. Сакаме да веруваме дека постоиме во некој друг облик, некаде, некако во некоја друга димензија. И јас искрено не сум некој берник во однос на православието и сите тие догми и правила кои што таму се поставени како треба да веруваме слично, меѓутоа ја навистина верувам во некаква виша сила, во некаква енергија. Во некаква енергија. Бесмислено би било да постои сета таа енергија како живи суштества и како електрицитет и како сега да нема ништо за тоа, по мене барем. Тоа се некакви мои размислувања. И ова што го спомена професорката, интересно ми беше дека ги замислуваме во одредени ситуации, точно сега да замижам, ја памтам дикцијата и тонот и гласот на брат ми, често ми се обраќаше со бидејќи јас студирав руски и тоа дипломирав, затоа на шега ти реков, можеш мене професор, бидејќи навистина сум дипломиран професор по руски јазик и книжевност, тој ми се обраќаше често со батриошка, како си батриошка. И тој глас и таа фраза ден денес е во мојата глава. Кога ќе се замислам вака, кога ќе замишам комуницираме. Ти беше тешко да отпееш песната? Па првите, знаеш како ми беше многу тешко и си плачев сам кога почнав да ја свирам, кога почнав да ја правам. Меѓутоа подоцна веќе малку отрпнав, што се вели, ја снимивме на прва. И многу луѓе мене од кога ми поминат целата таа емотивна фаза околу песна, многу луѓе ми се јавуваа кои што доживеале загуба, плачејќи или пишувајќи ми мејлови дека ги погодил. И сега ова не е некој комерцијален хит и така, на тоа меѓутоа мислам дека допре точно до секој што загубил некој близок. Некогаш ќе свириш на концерт? Уште не. Ќе видиме оваа песна со на мој сајт проект ја спремаме Педро Хоризонте, меѓутоа да, ќе отпееме. Ќе отпееме. Заслужил брат ми. Па и сите оние кои што ги нема заслужиле да бидат споменати. Професорке, на овие простори постои еден обичај да се носи црнина кога некој ќе почине. Дали црнината помага или пак одмага во процесот на тагувањето? Мислам дека повеќе помага кога ги создава чувство на припадност на одредена група, на одредени традиции и ни ствара чувство дека не сме сами.
Зашто ако облечеш лила, например, нешто, ќе се издвоиш од средината, ќе бидеш некој што можеби ќе го зборат, види сега облече лила. Да, но има и предрасуди. Да. Црнина се носи 1 година по смртта, воспротивно не тагуваш. По смртта на дете црнина се носи цел живот, има некои такви правила. Да, Од стапките... јас се памтам мојата баба на мајка ми, мајката, од кога ја знам, она беше во црнина. Затоа што починале братот, сестрата, мајка и, па некое дете и починало, па после уште едно дете починало. И таја како си се заредила така 2 години, 3 години црнина, дошло до тогаш да она никогаш ја не ја видов во друга боја, еднаш ка облече тегет, и тоа многу темно тегет, и јас си викам, оу, каква промена, значи беше цел живот во црнина. Сега, мислам дека тоа е повеќе припаѓање на традицијата, отколку што на вистина ние некого ќе го оджалиме, затоа што различни се работите, колку ние покажуваме надвори, плачиме и вриштиме и зборуваме, и она што го чувствуваме внатре. Значи може некој да седи мирно и спокојно и да облече жолто и бело и внатре да биде многу тажен. Еве и вие рековте, значи може да отиде и да отпее концерт 2 дена после погребот и да биде многу тажен. Значи внатрешната состојба не секогаш мора да има надворешни некои, не знам, така бурни искажувања, зашто после тагата се носи цел живот и ние може и смешки да правиме и не знам кај да отидеме и на журки да идеме и на свадби да правиме и се, а тој дел да ни остане секогаш тажен. тажен. Душата си знае како ми е. Да. Да, така да не би можеле, не би требало да ги проценуваме луѓето заради тоа што сега не облекол црно, или не плачеше 3 дена, или после 2 дена отишол на одмор, или пуштил радио да свири. Мислам дека тоа баш не отсликува сликата на она што внатре вистински се случува. Кога некој ќе почине, кога ќе замине, исто така има обичаи пријателите, блиските да дојдат кај семејството да изразат сочувство, има потоа последен поздрав на погребот. Во различни култури е различно, но сега има слична и иста цел да му се помогне на оној што тагува. Еве, што можеме да направиме за да му помогнеме на некој што минува низ една таква тешка емотивна и животна ситуација? Па не дека ќе му помогнеме со нешто, зашто кога некој ќе се изгуби, таква е таа болка, што ќе му кажеме? Се ќе биде во ред? Ај, немој да плачеш многу. Што ќе му кажеме? Ама ќе му покажеме дека не е сам во тагата. Дека не е сам на светот, дека постојат луѓе на кои им е битен тој што останал и овој што отишол, дека споделуваме нешто заеднички и доволно е да бидеме тука и да му дозволиме да зборува, да плаче. Можеби еве често, например, роднините физички помагаат дома, нели, да се зачисти, да се сготви, да се купи нешто, да се донесе, да се однесе нешто на гробишта, да се викнат пријателите, вратата не се затвора, нели, не е отворена секогаш за сите што ќе дојдат. И многу битен дел е тој да роднините, пријателите, комшиите, значи или сите на тој што отишол, пријатели што ги познавал, да дојдат да го изразат своето сочувство и тага, затоа што тоа е, создаваме еден социјален нетворк во кој што тие што го изгубиле саканиот, нема да се осетат осамени, ќе можат да си поделат тоа што го осеќаат, ќе видат и туѓата тага ќе ја видат, односно ќе добијат признавање на емоциите што ги носат внатре. Како ќе им речеме? Немој толку многу да плачеш. Значи, треба да ги оставиме да се исплачат, да се изнавикаат, да се изназборуваат, да видиме тука, затоа што некогаш одредени луѓе навистина силно реагираат, може би требало да викнеме, например, да се медикаментозна помош да добијат, да се смират малце, затоа што од викање и плачење може стварно да се повредат себе си или да повредат некој друг. Значи, би требало да бидеме тука и така, да заеднички да го поминеме тоа болување, тагување. Но не е погрешно ако некој сака да биде сам осамен во тагата? Па да не му даваме многу шанса, многу сам да биде. Може да го оставиме да си поседи сам. Затоа што
треба да размислуваме дека тагата многу лесно води во депресивни состојби, во потонување во таква една болка, во тага, во осамување. И мислам дека би било ризично да некого оставиме со денови да седи сам во соба и за да го разбереме дека. Значи би требало да го мотивираме да излезе, да седне. Па можеме, нека биде сам, може молчеливо да седиме, не мора да му зборуваме и да го тераме да плаче, ама да полесно е кога има луѓе наоколу. Не треба да му дозволиме никому да потони толку длабоко, за да му треба после стварно навистина многу време, затоа што сепак оние што остануваат тука на земјава треба да го живеат својот живот. Така. Веќе полесно кога има луѓе одоколу? Ја прво би се надоврзал, но кај нас немаше такво класично жалење, носење црнина и така натаму, неисклучен телевизор. Напротив, претежно тие периоди ги поминавме во разговор за брат ми, во сирење спомени. Мислам дека не се случајни сите тие религиозни обреди, колку и да сме религиозни или не. Она 7 дена, 40 дена, мислам дека тука тоа е намерно направено, фокусот е на сите тие раздавања, не знам, не случајни на погребот е дај однеси го. Фокусот мислам дека е на сите тие адети и слично, и мислам дека тоа не е случајно низ времињата така поставено 40 дена, 6 месеци, не знам, одбележување на ова. Тука мислам дека луѓето си имаат фокус на некакви други обврски и едноставно на умот не му дозволуваш да потоне едноставно, како што рече професорката, во една таква тага. И апсолутно се согласувам дека човек не сме да биде сам во такви моменти, дека е погрешно да го оставиш сам. Мислам дека социализацијата и друштвото и муабетот, разговорот секогаш даваат резултати. И затоа се и тие седенки, не знам, јас се обидов кога почна брат ми да ги соберам сега, некој успеав, некој не, неговите другари средношколски на неговиот роден беше на 4 декември, да поразговараме за неговиот живот, за што работел и така натаму, и мислам дека тоа многу помага во такви ситуации. Класично тажење и носење на црнина, кој мене може да ми каже, мислам, ја носам по дефолт црно, бидејќи сум најде во таа бранша рок-н-рол и така натаму. Некако најпријатно се чувствувам во таа боја. Меѓутоа, кој мене ќе ми каже дека јас тажам помалку и што постои некој скенер, сега ќе ме скенираат, ќе ми речат и овој не тажи доволно по брат му или ако сум облечен, добро е тажи, нема врска. Мислам, тоа се за мене будалошни. Да, и веќе се надминуваат тие работи. Па се надминуваат, го нема. Многу погреби има и без класични адети, со пуштена музика. Така. Сега да го споменеме, неодамна го изгубивме еден од највлијателните културни деци во Македонија, тоа е Мирко Попов, кој што исто немаше класичен погреб, нели? Беше испратен со Владан Друбицки, го испрати со тромбон, со една фраза од нивниот албум и така натаму, и така што секој ја изразува тагата и моментот на тагување или на испраќање на начин на кој што мисли дека е најдобро и за себе и за самиот покојник, нели? Што тој како би сакал тој да биде испратен. Јас сум убеден дека брат ми сакаше и сака можеби од некој друг свет да ја продолжам оваа мисија негова ликовна и затоа се трудам да ги представам. Имам многу дела кои што не ги видела публиката и сакам да ги представам. Планираш да направиш некоја голема изложба? Пак голема изложба веќе ја направивме ние, меѓутоа има толку многу дела, и толку многу техники, сега гледам тоа да го распоредам на техники, да речеме во мал формат правеше, цртежи во мал формат, цртежи во голем формат, слики, знаеш, тоа е навистина многу остави човекот за себе и не смеам да го оставам тоа така. Бидејќи самиот како музичар знам што значи да снимиш, еве овој албум да го снимам и да остане некаде во студио, а замисли мене ми се случи нешто, не би сакал, тоа сум го кажал и на бендот и на сите, не би сакал да остане тоа во фолдер некаде. Добро, тогаш ние добивме нешто навистина што е драгоцено. Безценето. Па безценето. Затоа што е направено од човек кој нели творел одреден дел во животот додека бил тука. И овие дела нема никогаш да се повторат. Фала ви многу, ја навистина не бев спремна за вакво нешто. Својата мисија му е да остави за себе. За жал брат ми немаше деца. Меѓутоа тој вели во една негова доста поезија пишуваше дека се ова неговите деца, така што вие две деца негови сте добиле денес. Ти благодарам многу, навистина многу ми знаеш. Ова е случај некој мој избор, сега се извинувам, не може некој
врамено и по Ки си ги некој врамиме. може Ки би ги врамиме дилово тоа, масло, меѓутоа да. мислам дека и ова ќе се најде. Пеце, остана ли некои недоречености кога станува збор за твојот однос со брат ти? Имаш ли некогаш некои работи што сакаш да му ги кажеш, Знаеш па како, разговараш денеска ти во јас имам мислите? 46 години на прагот на 47-та и секогаш се фаќам во една ситуација која што си размислам, јас сум денеска постар 10 години од мојот брат кога почина. Каков ќе беше односот денеска со него? Каде ќе се движеше сето тоа? Како ќе напредуваше тој како уметник? Тој беше дел и од го видовме на сликите, тој го практично само што почина 2007-та ние го издадовме албумот и сега што 2008 година и на него се ликовни дела од брат ми. Како ќе соработувавме ние во иднина? Има една слика кај што кога држав клуб Кастро сме сликани јас и тој, јас со појачалото, тој со четката. Како ќе се развиваше тој однос? Ќе имаше ли деца можеби? Како ќе се дружеа нашите деца? Ќе имали моите деца братучеди први и така натаму, за жал ги немаат. И така, ево, се некои моменти од детството, тука сме во Стомион, 81-та, втората, во Градинка, во Золошка, во Скопје, во Куманово, кај моите покојни баба и дедо Ова горе си со ти малиот? братучедите. Тој сум јас, да. Малце попуничок од сега. И тоа такво дете бев. И знам дека 7 години бевме разлика, знам дека многу ме сакаше затоа што моите ги молел буквално да си добие братче или сестричка. Така што му благодарам што издействувал да бидам ја присутен на овој свет. И ете, да ја да допринесам колку можам преку оваа музика која што ја творим, ја создаваме. Ете, ништо не е случајно веројатно на овој свет и му благодарам за неговото постоење и за се што успеал да направи и да влие и врз мене музички. Мислам дека да не беше тој и да не растев со неговите плочи и со песните кои што ми ги пушташе, Клеш, не знам, Sex Pistols, Ramones и сето тоа 80-тите, 90-тите кои што го пружија, немаше да израснам во онаа личност која што сум денеска. Така, тоа се влијание за кој што... размислување каде би биле денеска и како би функционирале двајцата ако тој беше жив, имам цели сценарија во главата. Меѓутоа, тоа нема да се случи во реалниот живот. За жал. За жал. Професорке, како да се процени кога на одредена личност која што се соочила со загуба и е потребна некаква помош? Бидејќи некогаш некои влегуваат во автодеструктивни однесувања, почуваат да пијат, посегнуваат по лекови, имаат суицидални мисли. Па еве, вие кажавте веќе. Значи, ако приметиме дека некој почнал многу повеќе да пие, да пуши, многу повеќе, да користи лекови, да се осамува, да спие, да раскажува дека можеби овој живот више не е за него, може треба и он да си отиде како што тој што го изгубил, што отишол. Затоа преска реков дека не треба да ги оставиме сами, зашто многу е лесно кога некој ќе замине да посакаме ние да отидеме со него. И луѓето треба да сватат дека ако останале тука, треба тука да бидат. Не треба да одат никаде, ама треба ние да им помогнеме. Ако ги видиме сите овие работи, ако видиме дека тажењето и после 2-3 месеци им пречи да почнат да одат на работа, да се вратат кон некои секојдневни активности, нормално дека се ќе биде тажно и се ќе биде различно, ама полека да земат делови од животот во кои што ќе почнат да ги прават секојдневните активности, да се грижат за своите деца, за семејството, да се грижат за работата, за својот професионален живот, односно сите оние обврски што ги они имаат во животот, дека ги запоставуваат и тагата се уште е доминантна и болката, би требало да ги посоветуваме, да отидеме заедно со нив некаде на разговор. Може прво ние треба да им се понудиме, нели, ако сакаат да разговараат, ама обично е некогаш тешко некои работи да се кажат, еве, као што сега зборувавте, некои работи што се недовржени, недокажани, недовршени во животот. Може би некоја, да бев јас тогаш да отидев во 10:10, тој немаше да излезе да отиде во 10:30 таму, па може немаше тоа да се случи, или еве вакви случаи да го однесев на овој доктор, на тој, знаете како? Да. И некогаш е тешко да се збора дури и со пријателите и со блиските личности, тогаш може да им понудиме да отидат. Сега работат многу психолози по Македонија, работат и со присуство и онлайн. Убаво е со некого да се направи муабет, да се поразговара. Професорке, што ако
тој што доживеа оваква голема загуба не може да плаче. Не покажува никакви емоции, почнува да посветена на хобито, на работите, хиперактивен станува во тоа. Тоа е проблем или не? Тој после ќе доживее PTSD. Тоа е посттравматски стрес дисордер. Луѓето кои знаат да се одсечат, нели, обично кога ќе речат, јас кога има криза, знам се како треба. Значи не паѓам во паника, знае све да организира, ќе го организира погребот, ковчегот, гробот, јадење, пиење, гостите, кој ќе влезе, кој ќе излезе, како ќе се исчисти, што ќе се направи, документи, све, и тие луѓе ги гледаш многу организирани, за да после некое време, значи зависи кај кого како, почнуваат да доживуваат некои психосоматски тешкоти, проблеми со спиењето, проблеми со јадење, почнуваат да користат вакви супстанции, дали алкохол, дали пијат некои лекови повеќе за да се смират. Значи, нешто почнува да им се случува за кое што они не велат дека е поврзано со погребот и со губитокот на личноста, него не знам што ми е, па ќе одат на доктор, па тоа значи запирањето на емоциите, сопирањето на тагата, на болката, на солзите, доведува до тоа не дека тие ќе се поништат и нема више да постојат. Некојаш нас не е страшно од што не боли и пробаме да го стиснеме тоа да не боли. И ќе го потиснеме. Ама тоа потискање има рок на траење. Ќе трае некое време потискањето, после негде ќе излезе. Ако не излезе како болка, да го раскажам и да го отплачам истото, што требало пред пола година да го правам, тогаш ќе излезе како осип на кожата, проблеми со желудникот, со жолчката, главоболки, проблеми со не знам што, проблеми со донесување на одлуки или користење на така. Ке почнем повеќе да пијам, маме секој ден по една чаша за да се релаксирам, па од една чаша 5 чаши, па тоа секојдневно, па и од сабали. Значи, или ке почнем да пушам, па можем, ке земам од тие што ги виткаат, ете, мене ме релаксира тоа. Значи, нешто ќе почнат да злоупотребуваат околу себе. И тоа ние после го диагностицираме како PTSD, затоа што губитокот на блиска личност навистина е трагичност, навистина е шок, навистина е нешто што е многу значено за луѓето. Затоа не забораваме никогаш, затоа што таму е врзано со многу силни емоции. Секогаш се препорачува, ако сакаш нешто да научиш, врзи го со некоја емоција. А ние со тие луѓе што толку многу емоции со години сме делеле, затоа остануваат тие сеќавања така емоционално уште силни. И сега ние, ако не си ги дозволиме во моментот кога се случува, после тоа некаде тоа ќе излезе. Ќе избеја. Да. Така. Значи мора се научи да се живее во рамнотежа со спомените и со она што знаеш како, секогаш постои мотив, јас сум непоправив оптимист. И таква песна имаме, оптимистка. Оптимистка, така. Иако доста знам и да бидам црн вака на моменти, по моите статуси ги прочитате кога навистина паѓам и сум разочаран од се, меѓутоа и по вакви тешки моменти секогаш постои мора да постои мотив плюс да се живее понатаму. Еве, по смртта на брат ми дојда најпрвен син ми 2008-та, па керка ми 2013-та, амбиентот кај мене дома е друг. Сега, сите сме околу нив фокусирани. Значи, постои, иако моите родители знам дека волја за живот нема првите месеци по смртта на брат ми, тоа сум 100% убеден, доста разговарав и со нив, меѓутоа, секојаш доаѓаме до нешто друго, во мојот случај тоа е музиката. Ја го гледам и тоа како една мисија. Ти изјави дека музиката ти излекува од смртта. Да, апсолутно. Па јас сваќам и сум свесен дека додека сум на овој свет тука жив и здрав, имам една мисија која што ми е дадена од нешто, тоа е да творам и да создавам музика преку која што допираме до многу луѓе. Фала Богу, еве сега или на кој да 30 годишнина да славиме. Ќе одбележите со голем концерт. 30 години, како да ти кажам, еден животен век, така што и таа мисија ја сваќам како таква и со бендот тоа сме го дискутирале, луѓе не имаме мисија. Треба да укажеме на негативни работи преку наша лирика, преку нашата музика, да допреме до помладите за некои теми и така натаму, така што секогаш постои мотив плюс да се живее понатаму. И да се најде истиот. Јас ви благодарам. Јас сакам само да кажам. Да. Дека ние сите доаѓаме на овој свет заради себе, заради никого. Нити да ги направиме родителите среќни, нити некого да му дадеме нешто, нити некој да ни даде, него доаѓаме да се развиеме како личност. И ние сите за себе функционираме. Да, на моменти се поврзуваме, ама одењето на одредени личности од нашиот живот е дури нормален дел од животот.
оние што остануваат да живеат, треба да си го живеат животот. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма Амбуланта, Пеце, за споделувањето на сето она што беше твое искуство со соочувањето со болката и она што е дел од психологијата и е поврзано со губитокот на блиска личност. Благодарам тебе. Благодарам. Почитувани, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска. Ви посакувам пријатен ден.